Кога влегува во оваа соба, во мене се измешаа чувства на згрозеност и жал за таткото силувач на своите чеда и за двете девојчиња кои трпеле и молчеле за изживувањата. Ова е куќата на ужасот. Овде цели 3 месеци таткото ги силувал своите керки, 7 и 8 години имаат. Овде ја изгубиле невиноста, а тука го оставиле за секогаш и своето детство. Со 34 годишниот Сашо, овде доаѓал и неговиот 28 годишен пријател и заедно ги злоставувале децата. Само една завеса ја дели просторијата во која девојчињата со денови го трпеле и ќотекот од оваа жена. Таа ги гледала девојчињата како доаѓале со својот татко, но вели дека не можела ни да замисли родителската љубов да биде монструозна. Од овој кауч спиеле со татко, а не знам сега што викате ви. Дали Господ нека чува? Не видела сам со моје око, дали стварно, дали е тој, не знам ја. Мајката и таткото живееле во мрачна заедница. Сестрите овде ги минувале викендите, а во текот на неделата биле сместени во интернат во Љубанци, на барање на родителите, зашто не можеле да ги издржуваат децата. Во интернатот ги сместил Центарот за социјални грижи. Заради да не се прекине тој родителски однос родител-деца, тие деца се враќаат во своите домови. Но кој дозволил таткото алкохоличар и со криминално досие, без никаков надзор, да ги минува викендите со своите деца, а претходно ја принудувал на проституција и нивната мајка? За пеколот низ кој минувале двете жртви, невладината меѓа си паре одговорност од институциите. Меѓуопштинскиот центар за социјална работа морал да има увид во ова дисфункционално семејство, да обавува редовна контрола кому ги дава децата за видување и да бил навремено информиран од полицијата дека овој родител многу често бил во алкохолизирана состојба, значи зависник од алкохол, и обавал тешки кривични дела кражби. Ако девојчињата не го пријавиле случајот кај своите воспитувачи во интернатот, нивната голгота се уште ке траеше. Злосторникот е сега во притвор, но оние кои требале да ги заштитат децата се амнестираат. Ние сме го направиле она што сме требале да го направиме. Ние не можеме да ги предвидиме однесувањето на луѓето. Сепак родител е родител. Родител веројатно и по природата на работите му мисли најдобро на своето дете, а во конкретниот случај очигледно е дека нешто не е во ред со тој родител. Центарот ќе поведе постапка за одземање на родителското право на таткото, а ќе се испитува и евентуална вмешаност на мајката. Девојчињата ќе се сместат во дом, се спаси од нивниот татко, но долг и мачен ќе биде патот за заборав на она што го доживеале во оваа соба од сопствениот татко.